Да, по генералната најава, веднаш започнуваме со алфа-ординација. Поздрав од мене и во денешното средно издание за оваа недела, во кое што ќе се задржиме на уште една актуелна тема. Всушност можам да кажам дека актуелна за жал по бројката на смртност, но и по различниот и голем број на заболувања кои што спаѓаат во кардиолошките заболувања. Она што е важно и на што би требало да се стави акцентот е превенцијата на ваквите заболувања. Затоа ние денеска ќе се задржиме во овој дел за превенцијата, но истовремено ќе информираме и едуцираме она што е нашата цел во алфа-ординација е за самото значење на овие кардиоваскуларни заболувања, потоа за ризик факторите, ризик групите, нивната клиничка манифестација, симптоматологијата по која што се распознаваат и вистинското време кога треба да се консултираме со доктор и понатаму да се направат вистинските чекори или да се проложи во вистинска насока, се со цел за добро решение, но и добро здравје. Но оваа тема денеска во алфа-ординација зборувам со доктор Златана Петковска, специјалист интернист од Аџибадем Систина. Добар ден за вас, доктор Златана, и добро дојдовте во алфа-ординација. Добар ден, поздрав до вас, до гледачите на вашата телевизија. Се надевам дека темата е доволно интересна за да го задржиме нивното внимание. Така да, темата е интересна и како што споменав во мојата најава пред малку, дека за жал се овие заболувања најголемата причина за смртност се уште во светот. И од тука, бидејќи ги има повеќе видови и може да се набројат различни категории, ние во текот на разговорот нели се разбира соодветно вие ќе кажете, доколку нашите гледачи имаат прашања, телефонските линии се отворени за да ги слушнеме и да одговориме на истите. На почеток може воведно да кажеме што представуваат кардиоваскуларните болести, кои представуваат, да речеме, можеби и голем проблем кај дел од вашите пациенти, но и кај голем процент од луѓето во светот. Така. Воопшто кардиоваскуларните заболувања представуваат прв причинител за зголемување на смртноста кај современиот човек. Според Светската здравствена организација, значи ќе изнесам само неколку кратки податоци за да им биде јасно на луѓето зошто зборуваме денеска за ова. Новите податоци кажуваат дека околу 17,7 милиони луѓе од светската популација, мислам, во 2015 година се починати или умрени од кардиоваскуларни заболувања. Тоа е отприлика околу 31% од глобалната смртност во светот. А предпоставка е дека до 2020 година околу 25 милиони луѓе ќе починат баш од кардиоваскуларни заболувања. Во Европа на секој години 3,9 милиони луѓе умираат од кардиоваскуларни заболувања, а во 2015 година имаме 11,3 милиони ново регистрирани случаи на кардиоваскуларни заболувања. Македонија, како дел од Европа, влегува во земјите со многу висок ризик од кардиоваскуларни заболувања. Што значи тоа? Дека отприлика на 100.000 мажи повеќе од 450 умираат од кардиоваскуларни заболувања. Значи така, а кај жени на 100.000 жени повеќе од 350 умираат од кардиоваскуларни заболувања. Значи тоа е една незанемарлива бројка на која треба да се обрне внимание. Во основа кардиоваскуларните заболувања, значи што означуваат? Тоа се болести кои го афектираат срцето и крвните садови, артериите и вените во најголема мера како резултат на атерогенезата. Тоа е еден процес, значи тоа се кардиоваскуларните заболувања и во група на кардиоваскуларни заболувања влегуваат коронарната болест на срцето, периферната артеријска болест, валвуларните болести на срцето, длабоката венска тромбоза, белодробната емболија, така да оваа се една голема група на болести. Да. Ќе позборуваме и понатака за самите таа групација, односно класификација на ваквите кардиоваскуларни заболувања во однос на симптомите или клиничката манифестација. Следно е, да, кои се симптомите кои што на почеток се чувствуваат или самиот потенцијален пациент може да ги забележи, симптоми кои би алармирале дека станува збор за некој кардиоваскуларно заболување и дека треба да се побара консултација со лекар и од тука да се види зашто станува збор и при тоа да се одреди самата диагноза, значи какви се клиничките манифестации и каква е поделбата на кардиоваскуларните заболувања. Така, значи за ова прашање, значи може да зборуваме цел ден, во тек на целиот ден. Јас ќе се обидам да бидам кратка и јасна и поблиска до гледачите.
Веќе ја напоменав јас накратко поделбата од прилика како би изгледала тие кардиоваскуларни заболувања. Значи најпрво ќе почнеме со коронарната болест на срцето. Тука имаме афектирање или зафаќање на коронарните крвни садови или коронарните артерии. Тоа се крвни садови кои го исхрануваат срцевиот мускул, а преку процесот на веќе споменатата атерогенеза или атеросклероза доведува до запушување или делумно или комплетно запушување на тие крвни садови и како резултат на тоа не доаѓа доволно крв, односно немаме доволна оксигенација на срцевиот мускул и поради тоа настанува така наречена исхемија на срцето. Најчесто симптоми кои се презентираат во склоп на овие болести се следниве. Значи, пациентот ќе дојде и ќе каже дека чувствува градна нелагодност. Ќе дојде ќе спомене дека осеќа како плоча, како тежина во градите или некоја градна болка. Таа болка може да се шири кон вратот, кон левата рака доминантно, позади грбот. Истата таа болка може да биде со различен интензитет, да се појавува при физички напор или пак да се појавува уште во мир, во седење. Тоа нас како доктори ни дава насока во кој правец на испитување треба да се движиме. Тоа би било од прилика кратко за коронарната артеријска болест. Други болести кои ги споменав беше и периферната артеријска болест. Тука имаме акутно или хронично пореметување во циркулацијата, односно во текувањето на крвта, како резултат на обструкција на артериите, најчесто на нозете или на рацете. Кои се симптомите кои тука се јавуваат во склоп на ова? Пациентот ќе дојде и ќе каже најчесто дека има проблем при движење, дека го болат нозете или листовите на нозете кога се движи, кога пешачи. При тоа може да спомене дека на почетокот тоа се случувало на подолги релации, сега веќе се случува и на пократки релации, значи на многу кратко придвижување осеќа болки во нозете или пак тие болки да се јавуваат и во тек на мир. Следната така голема група на болести се валвуларните болести. Тоа се промени кои настануваат кај во склоп на морфологијата или структурата на срцевите залистоци. Тоа се оние отварачи, затварачи кои ние ги викаме на срцевите шуплини. Тука имаме плеада од симптоми, значи од тоа да пациентот се жали на замор, на тешко дишење, отоци по раце, по нозе, отоци или задршка на течност во стомахот, како асцитна течност, така да тука има огромен број на симптоми. Друга исто така битно заболување кој влегува во кардиоваскуларните е секако длабоката венска тромбоза. Тоа значи дека доаѓа до стварање на згручување или на тромб во длабоките вени на нозете, непоредко и на рацете, и пациентот може да се пожали на оток на ногата, црвенило, болка исто така и друга болест е белодробната или пулмоналната тромбоемболија, која представува едно животозагрозувачка состојба, каде што дел од тој тромб, значи, може да се заглави или да ја запуши белодробната артерија и како резултат на тоа симптоми, значи, кои пациентот ги укажува се тешко дишење, гушење, појава на исплувок кој е крвав, во некои случаи дури и губиток на свест. Значи, тоа се од прилика тие, постојат уште многу други болести. Од болести на артериите, на каротидните артерии, тоа се вратните артерии кои го исхрануваат мозокот, аортата кој представува главен крвен сад, така да едно обширно објаснување во друга прилика се надевам. Да, се разбира повеќе изданија на организација, со оглед на тоа што секој од овие заболувања треба да се обработи во цело, за да нашите гледачи не се разберат информирани. Ние имаме простор и време за тоа, така што денеска ќе се задржиме на денешниот концепт, односно како што кажавме, акцент го ставаме на превенцијата. Кога станува збор за ризик факторите на одредено заболување, дали овде ризик фактори се генерално за кардиоваскуларните заболувања се исти или пак ризик факторите на секое заболување се можеби различни, некои од нив, кои што влијаат на самите заболувања? Така, во основа ќе ги набројам главните ризик фактори за појава на кардиоваскуларните заболувања. Прво, како
еден од главните ризик фактори е наследната или генетската компонента. Што значи тоа? Дека во фамилија во која имаме маж кој е под 55 години, зборувам за прво колено на фамилија, значи тука влегува татко, мајка, брат, сестра, не пошироко семејство. Таму кај што имаме маж кој е под 55 години, имал прележал некое кардиоваскуларно или се носи некое кардиоваскуларно заболување, кај жена помлада од 65 години, тогаш потенцијалниот член од таа фамилија е во зголемен ризик да добие кардиоваскуларно заболување. Значи генетскиот фактор игра доста важна улога. И ние кога земаме податоци од пациентот, често пати знаеме да прашаме дали некој во фамилија има болест на срцето. Тоа е најчесто поставуваното прашање. Понатаму возраста и полот се исто така битни. Значи како стариот човек, така се зголемува ризикот од кардиоваскуларни заболувања, посебно од полот се однесува на мажите. Те имаат тенденција да се појават во таа middle age возраст, за разлика од жените кај кои женскиот фактор се до менопаузата не штити од кардиоваскуларните заболувања. Расата е исто така битна. Црната раса е секогаш поризична категорија за кардиоваскуларните заболувања. Тоа се некои работи на кои не можеме многу да влијаеме, сега има и некои работи на кои можеме да влијаеме, влегуваат во групата на ризик фактори. Гојазноста или здебеленоста. Доколку body mass индексот е поголем од 25 кг на метар квадратен, односно 30, во тој случај значи лицето влегува во групата за ризик од кардиоваскуларни заболувања. Нездравиот начин на исхрана, храна богата со масти, со шекери е ризик фактор. Пушењето по дефолт исто. Алкохолната конзумација исто така означува значи еден фактор, ризик фактор за кардиоваскуларно заболување. Недоволната физичка активност е исто така ризик фактор и од болестите секако ќе ги споменеме. Хипертензијата или покачениот артеријски притисок, понатаму диабетот, шекерот во крв, односно хиперлипидемијата, покачените масноти во крвта. Тоа е едно и битно ми е да споменам тука дека одредени лекови, оние лица кои поминале, значи, биле со малигно заболување и биле третирани со хемио или радиотерапија, значи влегуваат во ризична категорија за кардиоваскуларните заболувања и на крај не помалку битен е и стресот. Значи тој може да биде акутниот стрес, не дај Боже некоја непогода временска, и хроничниот стрес кој го поврзуваме најчесто со работата, прекумерена работа и нискиот социоекономски статус на граѓаните. Значи тоа се отприлика одредени ризик фактори кои делуваат за појава на кардиоваскуларните заболувања. Така, модифицирачки и немодифицирачки, односно оние кои што може да се на кои што можеме да влијаеме и оние на кои што за жал не можеме да влијаеме, но доколку ги намалиме оние на кои што можеме, можеби ќе се намали самиот ризик. Имаме гледач кој што има прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката и до гостителката. И сакам да поставам прашање за мојата керка. Некако раците е многу пожолтуваат. Скроз се станат жолти прстите на раците и сидеќи истото и се десило дори да се изгубе. Паднала и која однели на хитната и рекле дека има биохемија на срцето. Ритмија ли е на срцето? Ритмија, така. А вика раците ми беа, вика мамо, бели вика како, не знам како да си кажам, како крпа жолта доваѓат раците, прстите на раците. Од што може тој да се дешава на неа? Така. Добро. Значи, аритмиите се јави исто така дел од кардиоваскуларните заболувања. Аритмија, како што разбрав, само не прашавме за кое годиште станува, збор, значи, пациентка со диагностицирана аритмија. Не знаеме за каков тип на аритмија се работи. Од каде може, значи, што треба сега да направи пациентката? Прво нешто што треба да се направи е да се испита лабораторија, нормално, каде што би влегло од крвна слика, испитување на шекер, испитување на маснотии во крвта, испитување на тироидните хормони, значи да се испитаат тироидните хормони и секако да се земе едно серумско железо. Второ нешто што треба нормално пациентката да направи е да посети кардиолог. Кардиологот во зависност од ЕКГ-то кое
нормално ќе се направи во тек на прегледот, ќе одлучи што е следен чекор и дали има потреба од терапија. Еден од чекорите, значи таму каде што ако на ЕКГ добиеме нормален ритам, а даваат податок дека пациентката имала аритмија, во тој случај следен чекор би можело да бидат други диагностички методи. Најчесто е поставување на 24 часовен апарат, тој се вика холтер за ритам, кој го отснимува ритамот на срцето и наредниот ден, значи, ние имаме податок каков бил тој ритам на срцето. Дали воопшто имало појава на аритмија или немало појава на аритмија. Нормално, доколку постои диагноза, во зависност од тоа каква аритмија, понатака имаме различни типови на третман. Од медикаментозен третман до девајс третман, во зависност од тоа каква ќе биде, нели, нормално диагнозата за аритмијата. Покрај ризик фактори имаме и ризик групи за самите кардиоваскуларни заболувања. Може да ги споменеме и ризик групите. Така, ризик групи за кардиоваскуларни заболувања, пред да споменеме кои се тие ризик групи, ќе споменам дека ние се раководиме според европските гајдлайнси или стандарди. И во Европа постои така наречена скор таблица, според која скор таблица, значи, се предвидува за 10 години ризикот од несакан или фатален кардиоваскуларен настан, така ивент, кардиоваскуларен ивент. И сега, според Европското здружение разликуваме неколку групи. Првата група е група на многу висок ризик од кардиоваскуларни заболувања. Тука влегуваат лица или субјекти кај кои веќе имаме диагностицирано, документирано, потврдено кардиоваскуларно заболување. Што значи тоа? Пациент кој прележал миокарден инфаркт, пациент кој прележал мозочен инфаркт, пациент кој поминал низ транзиторна исхемична атака или пациент кај кого веќе имаме диагностицирана периферна артеријска болест, која претходно ја споменав, или пак поминал еден од начините за реваскуларизација на срцето, тоа значи преку имплантирање или поставување на стент или преку байпас операција. Во многу висок ризик влегуваат исто така и пациенти кои имаат диабет тип 1 или тип 2, кои веќе имаат таргет оштетување на органот. Влегуваат пациенти кај кои имаме висок притисок, исто така влегуваат пациенти кај кои имаме пореметување на бубрежната функција и кај кои претходно споменатиот скор ни е повеќе од 10%. Значи, тоа ни е многу висок ризик за лица влегуваат во многу висок ризична група. Втората е високоризичната група. Тука имаме пациенти кај кои имаме диабет, хипертензија, хиперлипидемија, значи покачени масноти, кај кои имаме умерено оштетување на бубрежната функција и кај кои скорот е помеѓу 5 и 10%. И на крај ни доаѓаат третата и четвртата група, тоа е модерейт или умерен ризик и лоу или низок ризик, и тука градацијата е различна во однос на скор таблицата која ние ја користиме. Битно за скор таблицата да споменаме дека секој еден пациент кога ќе отиде кај матичниот доктор, тие ги имаат поставено на зидовите тие скор таблици и таму се внесува полот, значи за да може да се одреди. Се внесува полот, возраста, дали е пушач или не пушач, дел од ризик факторите кои претходно ги споменавме, дали има покачен крвен притисок и покачени масноти. И врз база на тие резултати ние добиваме колкав е тој несакан или земаме во предвид кога би можел да се одреди таков несакан ефект. На почетокот кажавме дека колкава е бројката процентуални кај мажи и кај жени кои што за жал имаат дел од овие кардиоваскуларни заболувања и бројката кај мажи е поголема од кај жени. Која е причината заради која што тоа е така? Споменавте дека кај жените се до менопаузата, за среќа хормоните се оние кои што се прават својата работа, па од тука жените се позаштитени во тој дел. Дали е само тоа или има во основа тоа е, значи и нормално пак ќе кажеме таа процентуалност зависи и од стилот на животот кој се води. Значи тоа се некои модифицирачки фактори на кои ние можеме да делуваме, а да превенираат појава од кардиоваскуларни заболувања. Значи само тоа е од прилика зошто мажите, нели, се тие кои се во поризичната категорија.
Така. Ги споминавме симптомите, она, да кажеме, попозната симптоматологија која што треба да не асоцира и алармира дека станува збор за некое кардиоваскуларно заболување. И сега, кога веќе ќе почувствуваме одреден симптом, нели, и одиме на консултација со доктор, што е она што би требало да го знаат потенцијалните пациенти во однос на навременото консултирање со доктор, бидејќи како и за секое заболување, така и за особено кардиоваскуларните заболувања, навременото диагностицирање и посетата на доктор е всушност и пола од начинот на лекување. Ќе застанеме тука пред да го одговориме прашањето, ќе го вклучиме гледачот кој што ќе имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Вие поздравувам мисијата и сакам да ја прашам докторка се. Да, повелете. На десниот палец од наша страна ми се појави црвенило. Иначе имам ставано стент и правено 3 байпасена пред 12 години и сега кога пешачам, таа нога дека имам тоа црвенило, не ме боле. Малку ме боле другата нога, али не е у некои граници. Направив доплер тука у местото кај што живеам, у провинција, и доплерот покажа релативно добри резултати. А сепак хирургот ми рече само една купка да правам со вода и сол и јод, тоа не поминува више 20 дена. Што ти ми советува доктор? Само да ве прашам, дали сте диабетичар? Не сум диабетичар. Масните се на границата горе, али у нормалата. Другите параметри, електролитите се добри, трансаминази, тоа се е добро, бубрек добар и така. Дали сте испитали уште мочна киселина, пошто тоа би ме навело, нели, вака... Испитав мочна киселина. Она е во граници на нормалата. Ово црвнило не ме боле, немам болки. Така. Меѓутоа не заздравува колку што... Не заздравува. Така. Така. Значи, сега вака, во однос на тоа, нели, кај потенцијални вакви пациенти кои имаат кардиоваскуларни заболувања, пациентот кажа дека е опериран байпас, постои голем ризик од тоа да и артериите на нозете се зафатени. Доплерчето што го испитале е еден од методите за испитување кои се прави на периферната циркулација. Тоа е така наречен Ankle Brachial Index се испитува, меѓутоа за комплетна веродостојност се прави компјутерска ангиографија на артериите со кои би се утврдило дали реално има или нема и таму некое запушување или стеснување на артериските крвни садови кои ги хранат еве нозете. Околу тоа, значи, советот за пациентот може да се направи и такво испитување, пред се мора да посети доктор кардиолог. Значи пак тргнуваме од тоа, да посети, да види докторот какво е таа рана. Неблагодарно е сега јас да кажувам диагнози, пошто не знам какво е тоа црвенило, дали е рана, дали е поголема, помала. Сепак треба преглед и да се види. Значи најдобро да го види доктор за да може да го насочи за понатамошните испитувања што би ги правел. Може ќе го препрати на пластичен хирург, да не зборувам само некои шпекулации кои ќе го насочат во погрешна насока. Значи секако кардиолог да го види, затоа што тоа му е основното кардиоваскуларно заболување и после тоа насока за каде да се движи понатака. Добра, да слушаме следното прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас студијата. Сакам до докторката да поставам прашање. Да. Вака се работи за... Јас сум 72 години возраст. Патам од проширени вени долго време, многу години на шема ме стават, синдром 4 ги пијам таблетите. По некој време година-две ќе ми ги прекинат, после пак поново ми ги дават и сега моментално сум на шема исто. Сакам да кажам, се оперирав од кила. Значи, лани во ноември месец оперирав од кила и после тоа они не ме припремиле за операцијата, дека ја имам тромбоза, тромбоплебит на нозе, спомениве проблеми. Не ме припремиле за операцијата
и ме оперирале. После месец дена ја добивам удар позади грбот и во војна болница лежав 8 септември и таму додека лежав поново и во главата добивам некој тромб. Значи и во грбот и во главата. Среќа на докторката Даниела, она многу ми помогна во војната болница и така да сега сум, фала Богу, Господ здраве да ја даде на докторката, сега се осеќам добро. Сега сакам да ви кажам зашто тоа така се десило, зашто така постапил докторот, што не ме припремил. Тоа благодарам и секој добро на вас. Ви благодариме за јавувањето. Баш конкретно дали ќе одговориме зашто е тоа така не, но може во однос на состојбата на самата... Да, значи пациентот бил со некоја длабока венска тромбоза, би го советувала на едни редовни кардиолошки контроли со правење на доплер на длабоки вени и нормално редовно земање на препишаната терапија, за да, нели, не дај Боже, не доаѓа до вакви несакани ефекти. А во однос на другото прашање, секој доктор има индикација по која се раководи пред операција, после операција, како одат припремите, така да се, јас верувам дека било постапено секако што треба. Да, стигнавме значи до моментот за консултација со доктори и за да ги исполниме нели оние прашања кои што не се во предвид, ќе го споиме со самата дијагноза и ова прашање, значи консултацијата со доктори при вршење на дијагнозата, која што дијагностичка постапка како таква, дали е иста или посебни дијагностички постапки за различните видови? Во основа ќе кажеме дека најголемиот број од ризик факторите, нели, претходно споменатите покачен крвен притисок и хиперлипидемијата или покачените масноти се асимптоматски болести. Затоа превенцијата и превентивните прегледи се многу битни, бидејќи баш во тек на тие превентивни прегледи може да се открие една скриена хипертензија или скриени масноти кои представуваат ризик фактор за појава на кардиоваскуларните заболувања. Што правиме од дијагностички методи? Најважно е кога ќе дојде пациентот убаво да објасни што е главната мака, значи што е главниот проблем кој го навел да почне да се испитува или да се исследува. Бидејќи на тој начин, значи таа анамнеза, на тој начин на докторот ќе го насочи во кој правец да се движи и кои се следните дијагностички методи кои докторот би ги правел. Следно нешто, нормално кога се доаѓа кај кардиолог, што се прави е ЕКГ, се мери притисок, се слуша срце и после тоа врз база на сите тие претходно земени податоци ние одлучуваме дали пациентот ќе го препратиме на ехокардиографија, односно преглед ехо на срце, дали пациентот има потреба да направи коронарен стрес тест со кој би диференцирале дали постои на еден индиректен начин би ни се покажало дали постои одредено запушување или на тие коронарни крвни садови за кои зборувавме претходно, дали има потреба да се носи холтер за ритам, дали има потреба да се направи тој енкал-брахиал индекс кој го споменав за периферната циркулација да се види како е. Може би ќе поставиме апаратче кој го мониторира 24 часа крвниот притисок. Значи тоа се отприлика одредени дијагностички постапки, методи кои се прават и нормално. Ако дојдеме до некои типови на заболувања се оди и понатака, дали тоа значи компјутерска томографија, магнетна резонанца, значи тоа се веќе некои понапредни дијагностички методи кои се употребуваат за да се стигне до конечната дијагноза, за да може да се даде соодветниот третман на пациентот и да се третира. Во основа хипертензијата, нели, и хиперлипидемијата се тие од каде се стартува и се даваат соодветни третмани во однос на нив и нормално за другите болести. Да. Како што кажавме за превенцијата како еден важен дел од денешната тема, со оглед на високата смртност кај кардиоваскуларните заболувања, клучни работи околу самата превенција се доста важни. А она што еве во контекст на ова прашање ќе го поставам, се разбира вие доколку можете ќе го одговорите, што вели вашето искуство во однос на редовноста на пациентите во таквите, од аспект за таквите превентивни прегледи, колку е свесноста кај за превентивни прегледи, одење на време без било каков симптом, односно чувствување на одредени симптоми и од тука водење на контрола на сопственото здравје, но и одржување во нормала. Така, значи нормално за едно здраво општество сака здраво население.
тоа ќе го постигнеме преку превенција, како на кардиоваскуларните заболувања, така и на малигните заболувања, бидејќи тие се втори по бројност на смртност. Кај нас во последно време, значи, се развива таа свесност и луѓето се почесто и почесто бараат да бидат прегледани без да постои некаква болест или некаков развиен симптом, манифестација, за да знаат од прилика стартно како е нивното здравје. Значи, за да после тоа се советува, ние како доктори советуваме, на колку време треба да се прават тие проценки, тие повторни анализи. Например, кардиоваскуларното, од аспект на кардиоваскуларните заболувања, треба проценка да се направи кај лицата кои влегуваат во претходно кажаната многу висок ризик и тие што се висок ризик. Кај мажите во групата на висок ризик. Кај мажи кои се постари од 40 години или жени постари од 50 години и се во менопауза веќе влезени и да немаат развиен ризик фактор. И сега не се препорачува, нели, пошто пото да се прават ни кардиолошки испитувања, тука не би влегле мажи кои се помлади од 40 години или жени кои немаме ризик фактори или кои немаат симптоматологија. Значи, јас зборувам сега за здрава популација која нема развиена симптоматологија. Значи, тоа се отприлика како би требали да бидат тие насоки. Така, бидејќи оваа недела е светска недела на здравјето, а 7 април е светскиот ден на здравјето, ние затоа покрај за кардиоваскуларните заболувања, денеска ќе зборуваме и за генералната превенција во однос на сите заболувања, односно важноста, како што спомнавме на овие превентивни прегледи, и истовремено важноста на тоа колку треба да биде квалитетен начинот на живот или стилот на живење. Тука ќе ги споменеме здравите навики, како што се здравиот начин на исхрана, физичката активност, ослободување од стресот, кој што е ризик фактор за многу заболувања, и покрај него и многу други фактори кои што влијаат на нарушување на нашето здравје, за жал. На многу од овие се работи на кои што можеме да влијаеме и зависат исклучиво од нас. Така, превенцијата е многу битна затоа што кога зборуваме за промена на стилот на живот, мислиме на здрав начин на исхрана, физичка активност. Ке ги дополнам на крај само и одредени превентивни мерки во однос на малигните заболувања, кои секој еден од нас треба да ги знае. Значи, во однос на здравиот начин на исхрана, ќе кажеме примери од прилика, дели треба да биде намален внесот на масна храна, треба да биде намален внес на храна која е богата со холестерол, намален внес на алкохол, намален внес, престанок или не пушење, вака да кажам. Што значи тоа во практична смисла? Значи, се препорачува каков тип на исхрана? Исхрана која е со интегрални пецива, ржов леб, црн леб. Се препорачува употреба на млеко и млечни производи кои се со ниска масленост. Значи, наместо млеко од 3,8 или 2,5 би зеле некој со пониска масленост. Исто така, од месо и месни продукти би препорачали употреба на пилешко месо, на риба обавезно да имаме во исхраната, мисиркино месо. Употреба колку што може повеќе на овошје и на зеленчук. На сметка на тоа, значи да се избегнуваат бели тестенини, бели пецива, да се избегнува полномасно млеко, млечни производи, тие сувомеснати производи, да се избегнуваат чипсови, таа брза храна, путери, маргарини, многу колачи. Значи, тоа е она на кое треба да се обрне внимание во однос на исхраната. Во однос на физичката активност, битно е таа физичка активност да биде редовна, да биде индивидуална и да ги засега да биде соодветна на здравствената состојба на лицето. Затоа што не може по возраст да биде исто и по одредено заболување. Ако одреден пациент имаме со кардиоваскуларно заболување, не може нели да биде на иста физичка активност како лице кое е со здраво, да кажеме. Пожелно е, значи, да бидат комбинации од аеробни и анаеробни вежби. Тоа значи дека да бидат од прилика 3 до 5 пати во неделата по 30 до 60 минути по можност и секој ден ако може да се вежба. Битно е да имаме потрошувачка од 700 до 2000 килокалории на ден, а исто така важно е и
колкав, кога нели сега во последно време стана модерно сите носиме, а и е потребно да се носат оние бројачи на срцевата фреквенца, значи убаво е да достигнеме некаде 85 до 90% од максималната срцева фреквенција. Тоа би било. Тоа се доста работи кои што се многу важни и ви благодарам што ете денеска и истрпно ги споделивте со нашите гледачи. Пред да се одјавиме за денеска, во последните неколку минути може да кажеме за чекап програмата која што ја има во вашата болница, во Аџи-Бадем Систина, од што се состои таа чекап програма и кои се, да речеме, основните мерки кои што се применуваат во самата програма и на кои што се изложени самите пациенти. Така, чекап програмата или чекап одделот кој работи при клиничката болница Аџи-Бадем Систина е направена баш за превентивни прегледи. Во основа чекап програмите се поделени на пакети на мажи кои и жени над и под 40 години и во тие пакети покрај таа кардиоваскуларна основна проценка која имаме, значи имаме од преглед кардиолошки, ЕКГ, ехо срце, стрес тест. Исто така, кај жените особено битно за превенција од малигни заболувања на дојка и гинеколошките заболувања, значи во пакетот имаме преглед и ехо на дојки во зависност од возраста на пациентката, односно мамографија плюс се додава на прегледите, превентивни збора. Исто така имаме и гинеколошки преглед кој со тоа вршиме еден тип на превенција од гинеколошките карциноми, значи, и имаме ехо на стома, ехо на уринарни патишта кај мажите. Исто така тука влегува една опширна лабораторија, доволна и направена соодветно за возраста на пациентот, со што би имале една глобална слика за тоа каква е здравствената состојба на една здрава личност, така да кажем. Да, што значи дека тој чекап оддел постои токму за оние превентивни прегледи за кои што зборувавме. Така, за кои до сега зборувавме. Да. Јас мислам дека ете го обработивме денешниот концепт и доволно доста работи кажавме за самата превенција кај кардиоваскуларните заболувања, но и генерално за превенцијата за која што зборуваме речиси со секој гостин, доктор во Алфа ординација, нешто што е многу важно во оние основни чекори кои што треба да се превземаат за одржување на добро здравје. Доктор Златана, ви благодарам што бевте денеска моја гостинка, заедно со мене и со нашите гледачи. Верувам дека се видиме во следна прилика со оглед на тоа што вие сте специјалист интерниста во вашиот домен, има многу работи кои што треба да се кажат за нашите гледачи. Благодарам уште еднаш на поканата и поздрав до вашите гледачи. Ми беше задоволство. Ви посакувам пријатен работен ден, се враќате повторно на работа кај вашите пациенти, а ние се враќаме повторно со програмата на Алфаскоп, се разбира и останатите содржини на Алфа. Ви се заблагодарувам за вниманието конкретно на Алфа ординација и вашето учество за денеска. Ве оставам со она што е следно во текот на минутите кои што следуваат и содржините кои што на почеток ги најави Анкица. Довидување од мене.